Македонија добива шанса да стане членка на НАТО во една многу брза постапка. И да добива шанса да ги почне преговорите со Европската Унија, и таа шанса зависи од нашиот глас на 30 септември. Се разбира дека има многу причини зошто на Македонија е толку важно и НАТО и Европската Унија. Овдека има луѓе од сите генерации. Повозрасните ќе се сетат колкава цена плати Македонија заради војните и конфликтите во бивша Југославија. Тоа беа војни што се случуваа во други држави, надвор од нашите граници, но сепак ги чувствувавме последиците. Сега кога повторно се дискутира помеѓу Србија и Косово за промена на граници, за размена на територии, наша обврска како граѓани на оваа Македонија е час поскоро да обезбедиме Македонија да биде под чадорот и заштитата на НАТО, за да никогаш веќе не се грижиме дали ќе биде мир или војна, никогаш да не се грижиме за нашите граници и никогаш да не се плашиме за безбедноста и сигурноста на нашите деца. Сакам да ве повикам да разговарате и со своите комши, и со своите пријатели, и со своите роднини. Ни требаат силни бројки, кои ќе покажат дека Македонија раскрстила со минатото и дека вистински сака да биде членка на Европската Унија. Ние знаеме дека во Европска Унија е подобро. Еве, ако овде направам анкета, сигурно секој од вас има некој од семејството кој што се обидел или заминал во странство. Тоа е проблем и во Берово, тоа е проблем и во Скопје. Повеќе од 400.000 луѓе ни заминаа. Каде бегаат? Не бегаат во други земји. Бегаат во Германија, бегаат во низ Европа, во Америка, во Канада. И проблемите кои што ги гледаме сега, се како тие да успееме да ги вратиме назад, како да ги убедиме нашите млади да не заминуваат, како нашиот пасош, македонскиот пасош, да го направиме да биде силен, и затоа ве повикувам во голем број да гласате силно за, затоа што Берово сака поврзана Македонија.